Денес се наоѓаме тука во основното училиште Кочурацин во Прилеп како централно училиште во нашиот град и денес го пуштаме во употреба приложениот престој за децата. Ова просторија, ова училница која ќе служи за воспитување и образување на децата од првото начално, од прво до трето одделение во оној момент кога се на училиште и после или пред одењето на училиште. Да кажам само конкретно оваа година, освен овој дневен приложен центар во основното училиште Кочурацин, одделивме околу 3 милиони денари за правење на подови и плафони на неколку училници, за реновирање на спортската сала и мислам дека така ќе продолжиме, како во овој и во сите други основни и средни училишта во нашиот град. Голема благодарност до градоначалникот Илија Јовановски и до локалната самоуправа за средствата кои што ни ги одвоија за да ни го овозможат овој продолжен престој кој што денес го ставаме во функција, а истото го правиме по барање, значи на родителите да им излеземе во пресвет, бидејќи родителите се претежно на работа, нема кој да им ги згрижува децата, а ние како централно градско училиште ни беше навистина потребен и еве од денеска го ставаме во функција. Но не е само ова што сакам да кажам дека е направено од локалната самоуправа во овој период, значи во тек е реконструкција на целиот трет кат, исто со средства одобрени од локалната самоуправа и од градоначалникот Илија Јовановски и реконструкцијата на целиот трет кат, на физкултурната сала и неколку училници онам каде што навистина имавме потреба, бидејќи продолжуваме со реконструкциите во иднина, но сега во овој момент за да ја започнеме учебната година, третиот кат, спуштање на плафони, боядисување на зидови, менување на подови, а се со цел на поголема енергетска ефикасност да имаме, го правиме тоа и да имаме здрава и чисто училиште каде што децата ќе си ја изведуваат наставата. И уште нешто што сакам сега во моментот да кажам дека работиме на набавување на нагледни средства, кои што нагледни средства се современи, а бидејќи времето нели техниката и технологијата како што дат напред, тоа го бара од нас. Имаме неколку, значи смарт табли во училиштето, телевизори, проектори кои што ќе му овозможат на наставниците полесно, поефикасно и на еден помодерен начин да ја реализираат наставата и да ги поучуваат нашите ученици.